Македонија Зоран Заев. Почитуван заменик председател на владата и министерке за одбрана Радмила Шекеринска, почитуван генерал полковник Методија Величковски, началник на генерал-штабот на Македонската армија, почитуван заменик началник на Македонската армија, почитувани генерали, офицери, представници на Министерството за одбрана и на армијата, почитувани млади војници, почитувани представници на медиумите, драги гости. Секако на почетокот искажувам посебна почит и ви се поклонувам вам, млади војници. Во вас ја гледам иднината, во вас ја гледам безбедноста на Република Македонија. Вие застанувате на првата линија на одбраната на својата земја. И не само кога закланата доаѓа од надвор, туку и при било какви природни непогоди и катастрофи. Денеска сум особено горд што имам можност да ви се обратам, бидејќи знам дека без двоумење ќе го штитите народот, ќе ги штитите своите сограѓани кога тоа ќе биде најпотребно. А вие треба да бидете особено горди, бидејќи сте првата генерација на војници кои ќе служат на својата земја како земја членка на НАТО алијансата. Да се биде војник во земја членка на алијансата значи да се работи во многу подобри услови, по стандарди на сојузниците од НАТО. Нашето членство во Сојузот за вас ќе отвори и поголеми можности. Сакам да истакнам дека годинава армијата ќе се подмлади со вкупно 375 војници. Вие сте само првите 125 од тие нови млади војници. И ве уверувам и вас, и вашите идни колеги, дека станувате дел од армија која е пример во регионот. Македонската армија со години наназад, рамо до рамо, со војските на земјите членки на НАТО, учествува во мировните мисии на Алијансата и добива највисоки оценки. Припадниците на АРАМА добиваат доверба да бидат дел или да бидат главни актери во сериозните безбедносни предизвици. Со учеството во тие мисии растеа и капацитетите на припадниците на АРАМА, како и на цивилните структури на нашата администрација. Со секоја нова иницијатива, со секоја нова генерација на наши припадници на АРАМА, што земаа учество во мисиите, растеше и бројноста на нашето учество. А Македонија учествуваше во следење и во подигнување на безбедносните и политичките стандарди на Алијансата. Министерството за одбрана и владата на Република Македонија во изминатава година заеднички работеа напорно за да го вратиме дигнитетот на вашата професија. Минатата година се соочивме со поразителна состојба после деценијски застој во реформите. Ситуацијата беше лоша во секоја област, не само во одбраната, но го прифативме предизвикот да ги исправиме работите. За само една година нашата земја го постигна она што никој не можеше да го предвиди. Нашиот пристап кој обедини силна политичка волја, искрен диалог и подготвеност за решенија, овие денови ни донесе повеќе радосни вести и позитивни одлуки. Една од нив е најавената покана да бидеме 30-та земја членка во НАТО Сојузот, која ќе ја добиеме веќе следната седмица. Со можноста да одлучуваме, ќе обезбедиме и гарант за нашата безбедност и за безбедноста на нашите граѓани. Македонија ќе седи на иста маса со големите светски сили. Членството ќе значи конечна стабилизација и одржлив мир во целиот наш регион. Почитувани млади војници, ве уверувам дека ќе продолжиме активно да работиме на унапредување на стандардите и достоинството на вашата професија. Секој од вас во себе носи исклучителна одговорност и во секое време сте тука да им помогнете на граѓаните, на нашите сограѓани. Војската ја заслужува сета почит. Во државниот буџет веќе почнавме со зголемување на ставката за одбрана, а знаете дека платите во армијата веќе се зголемени за 10%. Обезбедуваме доволно средства кои ќе ги задоволат сите потреби на една современа армија, а кои во исто време ги следат препораките кои што се дел од стратегиите на НАТО. Следува време на промени и интензивен развој. Следуваат реформи во армијата кои ќе се почувствуваат многу брзо. Вие сте носители на тие промени, со својот млад дух и со својата професионалност и гордост како војници на армијата на Република Македонија
и на НАТО. Да кажеме да за нашиот сојуз со земјите членки на Алијансата. Тоа ќе ни овозможи безбедна иднина, сигурни општества. Општества во кои се создава амбиент за економски раст, за благосостојба на сите наши граѓани. Им честитам на храброста, одлучноста и посветеноста на сите ваши претходници, а вам ви посакувам успех во одговорноста што ќе ја носите како прва генерација на војници во армијата на Република Македонија, кои што ќе бидат и војници на НАТО Сојузот. Вратите на можности веќе ви се отворени. Ви посакувам успех во вашите лични и професионални кариери. Ви благодарам.